Го моето мислење, јас ќе се вратам можеби 10 години наназад, кога бројките на невработеност достигнува и преку 30, значи 10 и повеќе години, повеќе од 30% имаше невработеност. И реално во тие моменти работодавачите беа во многу поволна состојба и многу комфортна состојба, значи кога и да имаат потреба од работник, доволно беше, јас ќе кажам, да намигнат со едното око и веднаш 50 или 100 луѓе за една позиција да се нацртаат пред нив и тие можеа да го одберат навистина и најдобриот. Меѓутоа, состојбите се менува. Јас некаде 2016 година предвидов дека ќе дојде до оваа состојба, дека навистина на пазарот на труд ќе недостасуваат квалификувани, компетентни луѓе, се разбира за многу позиции. Тие промени не произлегуваат само од нашите внатрешни состојби, би рекол, во држава, но има тука и многу глобални трендови кои што се случуваат. Едноставно, потребите на пазарот на труд се менуваат согласно со промените кои што глобално се случуваат, особено во делот на технологиите, нели, и нивниот развој. Така што сето ова што денеска се случува за мене е нормално. Мислам дека во периодот на короната имаше едно мало одложување на овој процес, но тој процес се засили дополнително. Овие емиграции кои што се случуваат на наши граѓани кои што заминуваат исто така во странство го засилија тој момент. Во однос на самите статистики, јас имам една статистика од 2023 година од СДФОП-та во однос на, да речеме, отворени позиции. Значи, онаму каде што имало отворени позиции за наставници, се пријавувале 20 за една работна позиција. Да речеме, за правни и обштествени науки 13 наспрема 1. За разлика од нив, во информатичките технологии, значи 1 во однос на 56, значи комплетно обратно пропорционално е таа релација. Или да речеме, ако имате службеници во канцеларија, 31 се пријавуваат за една позиција, наспроти, да речеме, сметководители кои што се бараат, таму односот е 1 спрема 32. Значи, гледате колку, значи, постојат работни позиции кои што нема кој да ги пополни на пазарот на труд. И обратно, за одредени работни позиции имаме премногу луѓе кои што аплицираат за таа позиција.